Во вестите во 17:30 направив интервју со лидерот на Демократската партија на Србите во Македонија Иван Стојковиќ во пресред на Светосавската прослава. Ово интервју може да го видите на нашиот вебсайт alfa.mk, а во овие вести разговарам со Зоран Дабиќ, искусен дипломат од кариера, професионалец во МНР, актуелен претседател на Македонскиот дипломатски синдикат. Во подготовката, најпред добро вечер во вестите на Алфа. Добро вечер, благодарам на поканата. Во подготовката за разговоров со вас видов една фотографија ваша со Јенс Столтенберг, актуелниот генерален секретар на НАТО. И тука ми текна дека всушност вие сте последниот македонски амбасадор во НАТО. Од тој аспект, ниту еднаш не сум ве видел во високи македонски делегации, ниту на ниедна средба на која што македонските власти заменуваат. Ги користили вашите искуства од МОНС македонската влада во моментов? За жал морам да кажам дека не ги користи. Вие бевте тамо 4 години? 4 години, да. По завршувањето на мандатот во Виена, каде бев во меѓународните организации, ОПСЕ и... Исто така амбасадор? Исто така амбасадор. И преку 25 години, ако не се лажам, во МНР? Околу 24-25 години стаж во дипломатијата. Значи, повраќањето од Брисел, каде што ја одработив поканата во мојот дипломатски домен, се разбира, за членство во НАТО, и каде што ги завршивме со успех пристапните разговори со НАТО, јас се вратив на 1 ноември пред година и 15 месеци. Еве, значи 15 месеци. Првиот ден кога се вратив, побарав средба со министерот, ми рекол да почекам и еве се уште чекам. Нема средба со министерот, амбасадор кој што практично не довел формално, правно, да речем, технички до поканата за НАТО. Да. Нема интерес едноставно за средба, за разговор, иако мислам дека многу нешто би можел да кажам и да посоветувам, но веројатно тоа е одрази на севкупната реалност во која се наоѓа министерството. Така, јас 20 на години уште кога покојниот председател Трајковски беше заменик министер, интензивно го следам МНР, Македонското министерство за надворешни работи и многу теми поврзани со него. Имам многу пријатели таму, многу другари лични. Да бидам искрен, секогаш вие дипломатите сте се жалеле од состојбите, немало пари за мисии, немало пари за промоција на државата и така натаму. Меѓутоа сега како тој револт е најголем од различни луѓе, без разлика на партиската, идеолошката припадност, етничката припадност, како сега да е најголем реваншизмот, интригите, лични бенефиции за поединци, тој мерит систем, уништен, партизација. Што се случува во ресорот што го води министерот Димитров, кој, да кажам уште еднаш, избегна да ми даде интервју, поради тоа што прашањата биле со лош стил? Па немањето пари за работата на мисиите онака како што треба да работат и за проекти и програми е иста ситуација на тоа поле. Нема некоја промена, така да веќе и жалбите на тој план полека се расчистија. Но она што се случува во Министерството последните неколку години, па навистина мислам дека најпогоден збор би била репресија. Имаме незапамтена ситуација, незапамтена состојба на бркање дипломати од работа, кои преку судот, преку судски постапки успеа да се вратат на работа. Имаме масовни ситуации на деградирање на дипломати, која е врзана со систематизацијата од пред пола година, која беше донесена токму за таа цел. Имаме застој на кариера по десетина години на помладите дипломати и нула од кариерно управување или кариер менеджмент, што се вика. И имаме едно големо незадоволство кое е одраз на упорното туркање на некои документи, акти, како што е предлог законот за надворешни работи, како што е споменатата систематизација и како што се упатувањата на дипломати и амбасадори во странство. Што доминира тука? Партиската припадност? Димитров не е член на партија официјално, како што знам, или пак можеби личните релации? Па знаете, тешко е да се каже. Кај нас има една флоскула владе дека се користи дека дипломатите кои се вработени во МНР се дипломати од кариера, а тие кои не се од МНР не се дипломати од кариера. Во принцип е тоа точно. Но ви имате многу дипломати кои се и партиски активни, и партиски, како да кажам, афилирани, и тоа е во ред се до тогаш додека тоа не се одразува на нивното упатување или на нивната селекција за унапредување или за други бенефиции. Не можеме да кажеме дека
дека сите дипломати се партиски ориентирани или поради партиска некоја приподност напреден или пратени надвор, тука исто така има категории и на лични контакти, луѓе кои се поблиски до раководството, луѓе кои не се поблиски, кои се омилени, кои не се омилени. Така, не ли е ова лоша услуги за тие дипломати кои што сега неколку луѓе, неколку групи дипломати заменува, лоша услуга и за нив затоа што наредната власт која ќе дојде во мај многу лесно врз основа на непочитувани критериуми за нивно испраќање може да ги врати назад, дури амбасадорите. Да, па нашиот синдикат на неколку пати тоа укажува токму на тој проблем. Значи, никаква услуга не се прави на дипломатите. Ќе бидат во многу непријатна ситуација доколку дојде до одредени промени. Тие ќе бидат во непријатна ситуација се и тие што конкурирале, што не успеале, бидејќи сметаат дека поради непринципиелни причини кои немаат многу допирни точки со нивниот квалитет не успева да излезат надвор и сето тоа создава, ќе ви кажам искрено, таков раздор во министерството што можеби ќе треба 10 години за да се смират последиците од ова изнасилено упатување во време, рекол, кога и нема време, кога техничка влада имаме. Тоа е и во контекстот на законот за МНР. Вообичаено во светот, Европската унија, закон за МНР е дел од визијата на нова влада и тој се носи во првата година како некој патоказ каде ќе се движи дипломатијата, генерално државата во рамки на меѓународната заедница. Овде кај нас се носи на 5-6 месеци пред избори, кога е известно дека оваа власт ќе се замине. Зошто се прави сега? Толку е голем стравот од пораз на... Ние имаме, законите за надворешни работи не се носат често. Ние памтиме 2 пати имало такви поголеми акции да се донесе закон, што значи дека тој закон треба малце поосмислено да се носи, малце со проценка на последиците. Грешно го кричам дека 2 пати СДСМ го носеше, владата на СДСМ го носи законот за надворешни работи. Па не би можел да потсетам за владата, ама 2 пати, да. Во 2006 беше првиот, па значи после многу години постоење дипломатија. Ние функциониравме 16 години, би рекол можеби подобро него денеска без никаков закон. Значи, не можете вие се да го регулирате животот и професијата со закон. Особено дипломатијата. Особено дипломатијата. Ако е ова визија, овој предлог закон, што се обидува да се истурка у последните секунди, значи пред распуштањето на парламентот, ако е ова визија за нашата дипломатија, таа визија е катастрофална. Таа визија кажува најмалку 3 работи. Прво, концентрација на мокворација на министер и колегиум избран од него. Второ, неводење грижа за кариерата на помладите и на средните дипломати кои се закочуваат во нивниот пат со милиарда пречки и на кои им треба 20 и повеќе години за да стигнат до највисоките дипломатски звања. Па и третото е, не би го подценил тоа, раздвојување на вработените во 2 категории. Дипломати кои ќе одат со новиот закон за надворешни работи и административен персонал кој ќе остане по старите закони. Без при тоа да се води сметка дека дипломатскиот административен персонал е дел од Виенската конвенција за дипломатски односи. Тоа е нераскинлив дел на дипломатијата. Тие луѓе за мала плата работат големи работи. Поедноставено кажано, јас како амбасадор денеска ќе добиам 2 или 3 криптирани пораки. Кај нив, кај момците што тоа го работат, 100 дневно има. Тие имаат одговорност исто како дипломатите, тие имаат обврски исто како дипломатите и не би било во ред да ги ставиме во една втора патека каде што би се изгубиле, каде што и со личните доходи би паднале поразлично од дипломатијата и евентуално би виделе слики како што има и во здравството и во други некои министерства каде што техничкиот персонал не напредува, нема поголеми примања, а главниот, да го наречам, носечкиот напредува. Да. Давид, реков, долго време ги следиме процесите, секогаш имало луѓе кои што биле блиски на ова или на таа структура, меѓутоа сега ми се чини дека е најголем број на луѓето, еве на пример околу јазиците, најголем број на луѓе кои што не го знаат англискиот јазик како главен светски јазик и неколку случаи кои што јас лично ги знам, каде што не се познава ни официјалниот македонски јазик. Како е можно да дојде до вакви ситуации кога луѓе се уват во наши амбасади, конзуларни представништва, не може да се разберат на собствениот мајчин македонски јазик со представниците на амбасадите? Ќе го реши ли тоа законот за МНР? Не случајно. Законот е некомплетен, не обработува многу области и повеќе наликува на закон за служба, како што има во полицијата, како што има во војската. Не е сеопфатен закон. Прашањето на познавањето на јазиците е вметнато во правилници, на хартија го има.
но во право сте. Не секој го владее законот јазикот, англискиот јазик или македонскиот, или македонскиот, не секој го владее како што треба. Тука треба малце поголема самокритичност од кандидатите, збориме за амбасадорите кога надвор, или да седнат или да совладаат, тоа се прави за година дена. Не е само јазикот, ќе прекине, веќе немаме многу време. Да. Имаме кандидати за амбасадори каде што има двојно државјанство, што изричито е забрането со македонскиот закон. Како е можно воопшто да дојде? Зар нема систем кој што ги проверува тие работи? Целата ситуација е малце парадоксална, ќе ви кажам. Со новиот закон ќе се отвори можност. Може би затоа се турка, една од причините. Ќе се отвори таа се можност. направи алиби за овие кандидати сега или можеби таков е светот? Она што е парадоксално е дека тој закон кој се упорно се турка во последни секунди, се пропагира како нов закон, како иднина за македонска дипломатија, а во реалноста кадровските решенија се буткаат сега пред да се донесе законот. Да. Голема какофонија бара. Така, голема какофонија и председателот Пендаровски рече дека нема да поминат тие кандидати кои што имаат двојно државјанство, само како еден пример колку навистина е хаотично. Зоран Давиќ, председател на Македонскиот дипломатски синдикат, дипломатот кариера, ви благодарам што бевте сепак мале простор од вестите на Алфа, ви ветувам дека ќе разговараме повторно наскоро на програмата на Алфа телевизија. Ви благодарам на поканата и само сакам да кажам дека Македонскиот дипломатски синдикат ќе продолжи да се бори не само за достоинство и професионалност на професијата, туку за достоинство и на вработените до секој последен вработен. Благодарам, Давиќ, и ние се надеваме на истото.